Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Лилјана Митрова, ова е централниот дневник на КТВ телевизија. Во прилог на станите од денот. Премиерот Христијан Мицкоски и министерот за транспорт Александар Николовски денеска остварија работна посета на општина Неготино. Со градоначалничката Марија Нацева извршија увид во градежните активности кои се одвиваат на територијата на општина Неготино. Беше пуштена во употреба комплетно реконструираната улица 29 ноември во должина од 724 метри, а се изврши увид во изградбата на улици и кружен тек на улица Маршал Тито, на спој со улица Партизанска, улица Даме Груев и улицата Христо Ботев. Извршивме увид во проекти кои што се реализираат преку финансирање на Влада на Република Македонија и проекти кои што се веќе во тек на реализација. Првично направивме посета на улицата 29 ноември, проект кој што е во вредност од преку 28 милиона денари, финансиски средства обезбедени од Министерство за транспорт, каде што беше опфатена реконструкција на улица од 3 краци, каде што беше променета комплетно водоводната и канализационата мрежа, промена на стари и азбестни цевки и при тоа беше асфалтирано во должина од преку 725 метри. Во моментов се наоѓаме на градежен објект, односно реконструкција на кружен тек и улици Христо Ботев, Маршал Тито, Партизанска, каде што имаме изградба на кружен тек, односно проект кој што е финансиран преку втор повик на Влада на Република Македонија, исто така преку Министерство за транспорт. Вкупната вредност на овој проект изнесува преку 33 милиона денари, 405.000 денари. Проектот е доста комплексен и проектот опфаќа изградба, односно градежен дел опфаќа проектот, каде што е предвидено изградба на нови улици со кружен тек. Проект градежен дел, каде што е предвидено исто така на мостовска конструкција, односно покривање на дел од речното корито. Електротехнички проект кој што предвидува задржување на старите енергетски водови и поставување на нови модерни канделабри, и хидротехнички проект кој што исто така предвидува уредување регулационно во делот на речното корито, односно покривање и дополнителна изградба на мостовска конструкција. Но ние не застануваме овде. Општина Неготино има отпочнато и многу други проекти кои што се во тек на реализација. Односно следната недела правиме вовед во работа за отпочнување на реконструкција на тротоарите на улица Маршал Тито и Партизанска. Исто така во брзо време и реконструкција на улица Маршал Тито. И тоа сите проекти подпомогнати од Министерство за транспорт преку Влада на Република Македонија. Меѓутоа, освен градежните активности кои што општина Неготино ги спроведува, ние не ги забораваме и стопанствениците и бизнис секторот, каде што општина Неготино изработи урбанистички проекти во населено место, каде што во моментот Комисијата за продажба на градежно земјиште припрема јавен оглас кој што ќе биде објавен до крај на месец јули, каде што ќе имаме на продажба 15 парцели кои што се за градежно неизградено земјиште, односно со намена Г2, лесна и незагадувачка индустрија, и тоа во големина од преку 117.000 метри квадратни. Исто така и припрема за продажба на парцели за фотоволтаици и фотоволтаични централи, кои што се исто така со површина од преку 120.000 метри квадратни. Така да уште еднаш сакам да ја искажам благодарноста до Владата на Република Македонија, Министерство за транспорт и сите останати луѓе кои што работат за помагање на развојот на сите општини во Република Македонија, и Македонија, односно општина Неготино, продолжува да се движи забрзано. Навистина е задоволство да се биде денес во Неготино, да се види колку многу проекти или се завршуваат, или се работат, или ќе почнат да се работат. Драго ми е со една нова енергија која што градоначалничката ја внесе, се забрзуваат голем број проекти со поддршката од Советот, со поддршката исто така од пратеникот, со поддршката од Владата и лично од премиерот Мицкоски. Овдека имаме навистина една комплетно нова слика за општина Неготино. Мислам дека тоа многу значи и за локалното население и за локалното стопанство. Во моментов само преку програми кои што се од Владата преку Министерството за транспорт се инвестираат некаде околу 246 милиони денари или над 4 милиони евра.
во изградба на улици, водоводни и канализациони системи, понатака паркови, кружен тек, плоштад, така што бројни се проекти кои што се работат или ќе се работат во Неготино и ќе продолжиме во следниот период да ја поддржуваме општината, да ја поддржуваме градоначалничката, а со новите можности кои што се отвараат, исто така ќе разговараме и за нови проекти. Би сакал само да им честитам за посветената работа на општина Неготино, на градоначалничката, на советниците, на администрацијата која што ја поддржува работата на градоначалничката. Да му честитам и на пратеникот кој што доаѓа од Неготино, кој што секогаш се бори за проект повеќе. Да се заблагодарам за посветеноста на мојот колега од владата и впрочем на сите колеги од владата, бидејќи денеска Македонија е едно големо градилиште, се гради на повеќе од 1200 локации низ целата територија на државата. Нешто што досега е незабележано во поновата историја на независна Македонија. И ќе продолжиме и понатаму да ги довршуваме овие проекти. Единствено лоша вест сето ова кое што се случува во државата е оние кои што не им мислат добро на државата, оние кои што не сакаат Македонија да успее, само тие не успеваат да го видат сето она кое што оваа влада и овие градоначалници го прават за граѓаните. Јас би сакал уште еднашка да се заблагодарам на поддршката на граѓаните кои што ни ја даваат изминативе години. Таа е наша инспирација да продолжиме да работиме уште попосветено во периодот кој што следи, затоа што после децении, после долги години, децении, би рекол стагнација и просечност, очекуваме конечно од оваа година да почнеме сето на кое што го стабилизиравме во изминативе 2 години, да почнеме да го реализираме и да излегува на виделина, она кое што ќе додаде квалитет во животите на нашите сограѓани. Во Кавадарци денеска се одржа првиот консултативен настан за унапредување на меѓуопштинската соработка, на кој беа презентирани измените и дополнувањата на Законот за меѓуопштинска соработка во присуство на представници на 4 плански региони. На настанот се обрати заменик министерот за локална самоуправа Ерџан Селими, кој истакна дека меѓуопштинската соработка представува еден од најважните механизми за поефикасно извршување на локалните надлежности, подобро користење на расположливите ресурси и обезбедување поквалитетни услуги за граѓаните. Настанот, каде домаќин беше општина Кавадарци, обедини представници од 33 општини од североисточниот, источниот, југоисточниот и вардарскиот плански регион. На консултативниот настан присуствуваа голем број градоначалници, председатели на општински совети, представници на општинската администрација и граѓанскиот сектор, како и членови на Комисијата за меѓуопштинска соработка и на работната група за подготовка на измените и дополнувањата на Законот за меѓуопштинска соработка. Државниот секретар магистар Јулијана Павковска-Боцевска ги презентираше активностите што Министерството за локална самоуправа ги спроведува за унапредување на меѓуопштинската соработка и имплементацијата на препораките од оценските мисии во областа на демократските институции и реформата на јавната администрација. Општина Кавадарци започнува со поставување информативни табли со QR кодови на колективните стамбени згради, како дел од процесот на дигитализација и модернизација на општинските услуги. Со едноставно скенирање на QR кодот, граѓаните ќе можат брзо и безбедно да проверат дали имаат неплатени обврски по основ на данок на имот и комунални такси, ги платат своите обврски електронски, добијат увид во наплатата на ниво на зграда, пристапат до платформата eDanoci.mk, достапна 24 часа дневно. Деталните информации за даночните обврски ќе бидат достапни исклучиво за сопственикот, по безбедна идентификација и верификација, со целосна заштита на личните податоци. Со ова современо решение, општина Кавадарци ја унапредува транспарентноста, ја олеснува комуникацијата со граѓаните и поттикнува на времено исполнување на даночните обврски. Вашите навремено платени даноци се инвестиција во иднината и развојот на општина Кавадарци.
Заврши поплочувањето во село Долна Бошава, со што се уреди јавна површина од вкупно 230 метри квадратни, како дел од договорот за поплочување на улици во повеќе села. Со реализацијата на овој проект, значително се подобрува инфраструктурното уредување и се создаваат подобри услови за жителите. Во тек е порамнување на полските патишта во местната заедница Глишик со механизација на јавното предпријатие Комуналец. Со оваа активност се подобрува пристапот до обработливите површини и се создаваат подобри услови за земјоделците и сите корисници на полските патишта, велат од локалната самоуправа Кавадарци. Со одлука на Советот на општина Росоман ќе се реновира општинската зграда во Росоман. Во однос на фасадата, предвидена ни беше и во буџетот и во претходниот ребаланс реконструкција на фасадата на општинската зграда и на вкупно целата зграда, односно која ќе ги опфати и стреите на зградата. Знаете дека зградата е премногу стара, не знам, повеќе од 40-50 години и не е до сега допред надворешниот изглед воопшто и е во стварно лоша состојба. Тоа е едно предлог решение кое што го доставиме до вас. Ќе офане комплетна реконструкција на моменталната фасада, уредување на стреите, но и внатрешниот простор на општината. Согласно пресметката е околу 900.000 денара. Во јавна набавка ќе видиме до каде ќе отиде, сигурно веројатно ќе дојде до намалување. Така да тоа е горе-долу овој изгледот и утврдување на целата документација за тоа што тука има и приватни станеви и ќе мораме да одиме со оваква одлука. Доколку беше само општинска, немаше да има ни потреба од одлука. Општина Росоман обезбеди одобрение за реконструкција со адаптација на простор за згрижување на деца од предучилишна возраст во групи, со што се исполнети сите законски услови за реализација на проектот за детска градинка во село Сирково, информираат од локалната самоуправа. По спроведувањето на постапката за јавна набавка, ќе започнат градежните активности за реконструкција и адаптација на просториите, со што по долг период жителите на Сирково ќе добијат современ простор за згрижување и воспитување на најмладите. Продолжуваме да инвестираме во подобри услови за децата и во рамномерен развој на сите населени места во општина Росоман, велат од локалната самоуправа. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со катастрофалните политики ги избрка, а сега со недавањето право на глас втор пат ја казнува диаспората, изјави денеска во Неготино премиерот Мицкоски. Политичката партија СДСМ во коалиција со политичката партија Левица поднесува 13.000 амандмани со цел да го спречат гласањето на нашинците во диаспората, плашејќи се дека ја немаат довербата на нашинците од диаспората. И ова е силна порака кон нашинците во диаспората. Најпрвин СДСМ, кога беше влада со својата катастрофа и катаклизма која што ја донесе во Македонија, мотивираше и избрка голем дел од нашите граѓани да си ја бараат својата среќа надвор од земјата, од татковината, а сега на истите ги казнува повтор пат. Не им дозволува да учествуваат на легитимни председателски. Еве, ако се плашат за парламентарните избори, ние велиме за следните председателски избори па натаму. Да и се даде можност на диаспората да учествува по електронски пат и не е точно во изминативе денови да се зборува само примерот на Франција. Можам да ви кажам многу примери кои што и во регионов ги имаме аплицирано и ги гледаме, кои што се случуваат. Она кое што ние го направивме изминатите месеци беше конструктивна дебата во рамките на парламентот, онаму каде што и треба да се дебатира. И се беше готово, се беше завршено, се беше усогласено кога станува збор за изборниот закони. Во последен момент политичката партија Левица одби да се потпише на поднесокот до парламентарците. Односно, одби да го потпише поднесувањето на изборниот закони кој што тие го предлага, кој што тие го усогласува, ние им прифаќавме се што сака, се што мислевме дека е во согласност со нормалното однесување, ние прифативме, вклучително и парите за финансирање на кампања, нешто што им беше најбитно, тоа им беше главен приоритет, да имаат повеќе пари за финансирање на кампања. Све им прифативме и на крај рекоа не, ние ова нема да го потпишеме. Еве, ви ветуваме, нема да правиме филибастеринг со амандмани,
вие изгласајте си го, ние ќе бидеме воздржани. Сакајќи при тоа да се представат повторно лажно пред нивните поддржувачи дека еве тие се тие кои што се принципиелни, а сите останати се против нив, правејќи се жртва на тој начин, а во суштина 4 месеци заедно преговараа со сите пратенички групи. И ова е порака до нивните гласачи. Замислете да им дадете можност да управуваат со институции. Замислете да им дадете можност тие да одлучуваат за вашата иднина. Кога тие ве лажат, во очи ве гледаат и ве лажат, а позади завеса нешто сосема друго прават. Впрочем, се сеќавате на сведочење на поранешниот претседател на владата Зоран Заев во парламентот, кога јасно кажа дека се обезбедувале ресурси за да левица одземала гласови од ВМРО ДПМН, неени парламентарни избори, а потоа ако добиеле пратеници, требало да бидат во коалиција со СДСМ и да ја поддржуваат неговата влада. Тогаш избега претседателот на левица, а сега повторно бега. И затоа порака до сите ние кои што ја поддржуваат оваа политичка партија, ако тие едно прават со месеци, а друго зборуваат, замислете да им дадете можност што ќе прават и како ќе се однесуваат. Така што јас навистина жалам, нашата порака беше јасна, кажете се ќе прифатиме, не ви одговара гласањето да биде со заокружување на бројче име во ред, дајте амандман, ќе го прифатиме. Не ви одговара начинот на поднесување на жалби, после гласањето во ред, кажете како, се ќе прифатиме. Но наша црвена линија е гласањето на диаспората, бидејќи диаспората мора да се чувствува поврзана со својата татковина, бидејќи наша цел како влада е еден ден таа диаспора да се ја вратиме дома. Тоа е ако вие го пресечете и овој канал, и они не се чувствуваат дека припаѓаат во својата татковина, кој ќе биде нивниот мотив за да они си дојдат повторно дома, кога ќе ги отфрлат домашните од средината која што е природна нивна средина. Тоа е нашата цел и конечно на крај доаѓаме до економските побуди и мотиви. Ние сега трошиме милиони евра, праќајќи луѓе од Министерството за надворешни работи и од другите институции да бидат наблюдувачи и да го спроведат процесот на гласање на диаспората кој што не е успешен. Бидејќи нормално во Австралија треба вие да летате по 10 часа натаму наваму за да го остварите своето право. Истото и во Канада, и во Соединетите Американски држави, па и во Европа. Па и во Европа, ако сакате, можете истото да го анализирате. Така што јас се надевам дека конечно од СДСМ и од политичката партија Левица, од оваа коалиција ќе се осмелат, ќе ги остават своите политички мотиви во своето политичко мочуриште, ќе се вратат во парламентот, се уште има време и оваа реформа да ја испорачаме. И јас сум убеден дека политичките интереси ќе ги остават на страна и ќе ги стават како приоритет националните интереси. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не ја спречува диаспората да гласа. Нашите сограѓани од диаспората гласаат и сега. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го спречува Христијан Мицковски, шеф на организираната криминална група, да украде околу 200.000 гласови од диаспората, порача од опозиционата СДСМ. По насилното укинување на техничката влада и рушењето на политичкиот консензус, Христијан Мицковски сега сака да протне и изборен закон кој отвара простор за нов изборен грабеж. Сака шверцерски да се воведе електронско гласање на диаспората без соодветни механизми на контрола, проверка и гаранција за тајноста на гласањето. Додека секој граѓанин кој гласа во татковината минува ни строги процедури, проверка на личен документ, подпис во избирачкиот список и идентификација со отпечаток од прст, Мицковски сака за околу 200.000 потенцијални гласачи во диаспората да нема исти правила и да нема никаква контрола. Без да се гарантира дека гласот е даден лично, со можности за злоупотреба од ВМРО, со притисок, со присуство на други лица и злоупотреба на идентитетот на гласачот. Да не може да се гарантира ниту дека е почитувано основното демократско право, тајното и слободно гласање.
Ова го предлага ВМРО, партијата која има најтешко наследство кога станува збор за изборни злоупотреби. Денес, кога поддршката на власта опаѓа, оправдано се поставува прашањето дали Мицковски повторно се обидува изгубените гласови во Македонија да ги надомести преку неконтролиран систем на електронско гласање. Дополнително, нема никаква причина оваа решение да се носи на брзина. Предвидено е да почне да се применува дури во 2029 година. Имаше доволно време владата да го повлече предлогот, да отвори вистинска јавна дебата и да обезбеди политички консензус за изборни правила што ќе имаат доверба кај сите. Но власта го одби и тој разумен предлог. Кога Мицковски одбива да прифати основен принцип, тогаш сосема е јасно дека неговата цел е изборни манипулации и злоупотреби. СДСМ нема да дозволи изборен грабеж. Со 10.000 амандмани ќе ги искористиме сите демократски и парламентарни механизми за да го спречиме овој опасен обид за подкопување на изборниот процес. Нема да дозволиме да се отвори простор за манипулација со десетици илјади гласови без соодветна контрола. На Венко Заев му смета македонската дијаспора да гласа, а Пасиев алчен за повеќе пари, затоа се здружија со над 10.000 амандмани да го блокираат изборниот законник. Порака од денешната пресконференција на владејачката ВМРО-ДПМНЕ. Иако со месеци се работеше на консензус на сите политички партии за носење на нов изборен законник, коалицијата на Венко Заев и Апасиев излезе повторно на виделина и со над 10.000 амандмани здружено го блокираат реформскиот закон, односно изборниот законник. Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз, свесни дека поддршката ја губат се повеќе и повеќе, директно се спротивставуваат за тоа македонската дијаспора да гласа по електронски пат со единствена цел да го намалат оној убедлив пораз кој што им следува на следните парламентарни избори. Венко Заев се плаши од народот и сега, откако претходно го избрка народот од сопствената држава, денеска тој се противи истите тие луѓе кои си отидоа надвор од државата токму ради него и Заев гласаат по електронски пат. Затоа Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз одат директно против македонската дијаспора и незиното гласачко право. Од друга страна, Апасиев и Левица алчни за пари, иако претходно им беа прифатени сите нивни барања да бидат внесени во новиот изборен законник, а тие се однесуваа стрикно само на тоа да добијат што повеќе пари како политичка партија, истите денес го блокираат законот. Апасиев и Левица, сакајќи да глумат тврдокорни пред своето мало гласачко тело, рекоа дека нема да се потпишат за носење на новиот изборен законник, а притоа ќе повториме дека сите нивни барања беа прифатени, а се однесува стрикно на поголема финансиска можност во делот на финансирање на нивните кампањи. Почитувани граѓани, алармот се вклучи токму кога Венко Заев и Апасиев сватија дека рентизите им одат надолу, па заеднички, здружено, поднесуваат десетици илјади амандмани со цел да си создадат алиби за поразот на следните избори. ВМРО-ДПМНЕ и натаму стои со отворен предлог да ги повлечат амандманите, да поднесат амандмани за начинот на гласање, за начинот на поднесување на приговори, а тие да ја поддржат македонската дијаспора да гласа по електронски пат на следните претседателски избори со кои како држава ќе заштедиме огромна сума на пари. Ви благодарам. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Аларм на онкологија, поплава со фекалии и страф од радијација. Кој ќе понесе одговорност?
Алармираме за една исклучително сериозна ситуација која представува директна закана по здравјето и безбедноста на пациентите и медицинскиот персонал. Последне времето во Скопје поплавена е клиниката за онкологија, исклучени се апаратите за радиотерапија. Протекла вода и во просториите каде се прима терапија со радиоактивен јод. Не станува збор за обична дождовна вода, туку на избиена канализација. Ова, почитувани, значи дека најранливата категорија на пациенти е изложена на двоен стравотен ризик. Радиакцијски ризик поради протекување на вода во просторијата каде што се прима терапија со радиоактивен јод и биолошки ризик од протекување на септичка фекална вода низ клиниката. Информациите со кои располагаме говорат дека единствениот изолиран бункер со оловни ѕидови е целосно поплавен, а друга таква алтернативна просторија на клиниката нема. Имајќи предвид дека радиоактивниот јод има полуживот од околу 8 дена, јавно прашуваме и бараме итни одговори од менаџментот на клиниката за онкологија и од дирекцијата за радиациона заштита. Дали е реагирано навреме во оваа кризна ситуација или се дозволи хаосот да ги загрози човечките животи? Каде се физички сместени во овој момент пациентите кои веќе примиле јодна терапија? Ако единствениот безбеден бункер е поплавен, дали овие пациенти се наоѓаат меѓу други луѓе? Дали постои контаминација со радиоактивен јод надвор од предвидените зони? Дали е направена итна и темелна деконтаминација на просториите каде што престојувале овие пациенти по избивањето на поплавата? И конечно, дали е загрозена безбедноста на целокупниот персонал и на стотиците пациенти кои денес транзитираат низ ходниците на клиниката? Кој ќе понесе одговорност за потенцијалната биолошка контаминација предизвикана од излевањето на фекални води во болничка установа каде се лекуваат имунокомпромитирани пациенти? Здравјето на пациентите и безбедноста на здравствените работници не смеат да бидат оставени на милост и немилост на застарената инфраструктура и неспособност. Бараме итни, прецизни и транспарентни одговори, како и преземање на итна одговорност за оваа хаварија. Преку исполнување на чекорите од реформската агенда, досега се ослободени 31,7 милиони евра од планот за раст, токму во делот на дигиталната трансформација, рекоа на пресконференција од ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ покажа дека реформите доаѓаат со многу труд, работа и одговорност и носат конкретни резултати. Еден од најважните приоритети на владата предводена од ВМРО ДПМНЕ е реформската агенда. Незиното спроведување е доказ дека Македонија конечно има јасен план, институционална дисциплина и политичка волја да испорачува резултати. Особено значаен дел од реформската агенда е дигиталната трансформација, област во која Македонија веќе бележи конкретен и мерлив напредок. Преку исполнување на чекорите од реформската агенда, досега се обезбедени 31,7 милиони евра од планот за раст, токму во делот на дигиталната трансформација. Тоа се средства кои доаѓаат поради исполнети обврски. Тоа се средства кои се резултати на реформи, донесени закони и јасна посветеност на државата да се движи напред. Ова е суштината на пораката дека Македонија забрзува. Забрзува во реформите, забрзува во дигиталната трансформација и забрзува во испораката на резултати за граѓаните. Дигиталната трансформација значи конкретна промена за граѓаните од услуги без непотребно чекање до помалку бирократија, поедноставни процедури и институции кои работат побрзо и поефикасно. Токму тоа го прави владата предводена од ВМРО ДПМНЕ. Во 2025 година беше донесен најголемиот пакет на закони во областа на дигиталната трансформација. Тој реформски пакет ги поставува темелите на модерна дигитална држава, усогласена со европските стандарди и подготвена да одговори на потребите на граѓаните и на бизнисот. Оваа динамика продолжува и годинава. Ќе бидат донесени и останатите законски решенија кои се дел од реформската агенда со цел Македонија да остане меѓу водечките држави во регионот во спроведување на реформите. Разликата
е јасна. Имаме конкретни чекори, испорачуваме реформи, создаваме систем и градиме држава која што е сервис на граѓаните. Тоа е суштината на реформите кои ги спроведува ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН и во наредниот период ќе продолжи да работи на целосно спроведување на реформската агенда, на развој на дигитализацијата и на незиното вклучување во сите области од општеството. Македонија мора да биде држава која не ги оптоварува граѓаните, туку им го олеснува секојдневието. Македонија забрзува. Ви благодарам. По 7ми пат ќе се одржат кавадаречките фолклорни средби. Вечерва започнуваат меѓународниот фолклорен фестивал, кавадаречки фолклорни средби, кои се одржува 7ми пат поред. Оваа година, денеска започнуваме, а фестивалот ќе трае и утре и во сабота. Пред секоја фестивалска вечер, низ улица Илинденска ќе има дефиле од 19:30 часот, а секој настап, секој учество на групите ќе започне во 20 часот на градскиот плоштад. Оваа година, денеска, ќе започнеме со македонските ансамбли. Ова вечер ќе ни бидат од Илинден од Стругај, фолклорно студио Блажевски од Скопје. Во деновиве кои следуваат ќе бидат гости, ќе имаме гости од Италија, од Коста-Рика, од Бугарија и Србија, но и уште неколку ансамбли од Македонија, како што е Куд Илинден од Битола и Куд Мирчаците од Прилеп. А низ овие фестивалски денови, фолклорниот ансамбл Тиквеш со сите групи ќе се придружи на фестивалот да ја збогати програмата. Кавадарци ќе живее во духот на традицијата, во духот на минатото. Можам да кажам дека повише од 300 учесници ќе има овој фестивал од различни страни на светот и кавадарци ќе биде побогат и повесел за овие 3 дена. Како најава за кавадаречките фолклорни средби, директорот веќе нешто спомна. Кавадаречки фолклорни средби по 7ми пат во 2026 година. Традиција која што почна во 2019 година и оваа година исто како и претходните ќе биде дел од манифестацијата Кавадаречко културно лето. Голема благодарност до градоначалникот и општина Кавадарци и Советот на општина Кавадарци што секогаш стојат зад нас, зад сите манифестации на Дом на култура, особено за фолклорните средби, затоа што е еден масовен фестивал на кој што ќе има сигурно преку 300 учесници во 3 фестивалски дена. Исто така голема благодарност и до општествено одговорни компании кои што се секогаш со нас, кои што ни помагат за да ги организираме тие кавадаречки фолклорни средби. Еве еден јавен повик до цела кавадаречка јавност да дојде, да биде дел од овие кавадаречки фолклорни средби, затоа што Кавадарци моментално овие 3 дена ќе биде центарот на тие фолклорни збиднувања. Гостите како што ги најавиме веќе се гости од Коста-Рика, од Италија, гости од Србија, од Бугарија, исто така имаме гости наши пријатели, ансамбли од Македонија, кои што ќе направат една богата фестивалска програма, ќе биде баш мерак да се гледа, ќе биде уживање да се проследат. Дефилеата почнуваат во 7:30, 19:30 на улица Илинденска. Концертите си почнуваат во 20 часот. Ако дозволат, се надеваме дека ќе издржат временските услови да бидат на плоштадот. Доколку временските услови не го дозволат тоа, дожд или други не погоди, тогаш се префрламе во Домот на културата. Така да ве очекуваме сите да ни дојдете на фестивалот, да уживаме заедно и тоа е така. Огромна чест и задоволство е што фолклорниот ансамбл Тиквеш е домакин на овој фестивал Кавадаречки фолклорни средби, а исто така од голема важност е да се најави дека фолклорниот ансамбл Тиквеш имаше доста плодна година со учество на многу настапи и фестивали кои се одржа, а и ќе се одржат во иднина. Вчера фолклорниот ансамбл Тиквеш учествуваше на отворање на македонското културно лето во Устец, Република Албанија. Овие 3 дена ќе настапува овде како домакин на овој фестивал.
во недела, кога завршува нашиот фестивал, фолклорниот ансамбл Тиквеш оди исто на Балкански фестивал во Охрид, а потоа во понеделник големата турнеа во најреномираниот фестивал во Франција заминува во понеделник и таму ќе го представува македонскиот фолклор и традиција. Потоа имаме и доста други активности низ Македонија, како големиот фолклорен фестивал во Битола и Линденски денови, а исто така и во август одиме во Делчево, а па од септември почнуваме со нови сили и со нови членови да изучуваме македонските ораи и традиции. Продолжуваме со временската прогноза. Променливо облачно со сончеви периоди, попладне нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа ќе има поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд над 15 литри на метар квадратен, грмежи, засилен ветер над 60 км на час и појава на краткотрајно невреме со град. Температурата ќе се движи до 34 степени. Почитувани гледачи, тоа беше се во централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте, имајте пријатна вечер.